Скринингот во училиштата кој го спроведува Министерството за здравство нема никаква логика, бидејќи брзите тестови со кои се врши тестирањето не детектирале асимптоматски случаи, алармира микробиологот Никола Пановски. Според него, тестирањето за COVID-19 требало да се прави само кај оние ученици кои имале симптоми на вирусот, бидејќи како што вели, само така можело да се спречи ширењето на пандемијата во училиштата. Тие тестови јас би ги ставил, ги поделил во училиштата, и се направила мала обука и сите деца што сега ќе имаат настинки, бесплатно веднаш да се тестираат. Или да се викне детето ако може, или да отидат кај него дома, тие 40.000 или колку имаат. Тестови, мислам, скрининг да правиме ние на 8.000, а во Грција соседна се прави 2 пати неделно на 1.000.000 деца, значи 2 милиона неделно, ние сега по телевизија ќе гледаме како се прави скрининг. Мислам, тоа, не знам, со нешто да се занимаваме. Скринингот во училиштата почна на 20 октомври, а надлежните се уште не споделуваат информации како тече тестирањето и какви се досегашните резултати. Неофицијално Центарот за јавно здравје Куманово веќе детектирало еден позитивен случај во Средното техничко училиште во Куманово. Ученикот ќе треба да направи и ПСР тестирање за да се потврди присуството на вирусот. Здравствените власти првично најавија дека со скринингот ќе бидат опфатени помеѓу 40 и 50.000 ученици. Сепак, последната одлука е да се тестираат близу 8.200 ученици по случаен избор. Скринингот ќе се спроведува во 364 основни и 109 средни училишта. Според надлежните, од резултатите добијани преку скринингот ќе зависи и како понатаму ќе се одвива наставата во училиштата и дали ќе има дополнителни мерки за безбедност и заштита на здравјето на децата. Сепак, лекари и епидемиолози уште откако беше најавен ваквиот формат на тестирање на учениците, реагираа дека лимитираниот скрининг на репрезентативен примерок нема да даде реална слика за ширење на коронавирусот во училиштата.